Председател на владата на Република Северна Македонија, Ваша ексцеленција госпоѓо Кейт Брнс, амбасадорка на Соединетите Американски држави, господине Љупчо Николовски, подпредседател на владата, највисоки представници на армијата, господине градоначалник, даме и господа, другарки и другари. Ми представува задоволство да ве поздравам од членството и главниот одбор на Сојузот на борците од Народно-ослободителната антифашистичка борба од 1941 до 1945 година и граѓаните продолжувачи на светлите традиции и демократските придобивки во изградбата на модерната држава. Денес го одбележуваме 9 мај како ден на победата над фашизмот и ден на слободата во Европа и во светот, иако и после капитулацијата имаше воени жаришта. Овој ден означи крај на фашистичката идеологија на Хитлеровиот режим и неговите сојузници кои го турна светот во крвавата војна со над 60 милиони жртви, разурнати вредности на личностите, семејниот и општествениот живот на уништените домови и целосната инфраструктура во многу држави и крвави од светот. Од шестоаприлската војна и распачувањето на Кралството Југославија се најдовме пред историска задача за организирање на отпор кон окупаторот и победување борба против фашизмот заедно со сојузниците од просторот на поранешната држава. Со ширењето на воените активности се создаваше и силна војска со антифашистичката коалиција. Така, македонските партизани уште во 1943 година од ударни групи и одреди формираа бројни воени единици под команда на главниот штаб на чело со генералот Михајло Апостолски. Тоа беше време на силна соработка со Врховниот штаб на маршал Тито и англо-американските воени мисии и представници на сојузниците. Поддршката и помошта не изостанаа, а врските беа воспоставени па на 18 август 1943 година по Дебрца удрени се темелите на идната македонска армија и стратешките насоки во заедничката борба и оформување на современата држава во следната 1944 година со првото заседание на АСНОМ. Денес, кога одаваме почит и сеќавање на големите жртви и заедничката борба за слобода, Сојузот на борците со гордост го истакнува нашиот придонес за слободата и демократијата, за Европа, заедницата со која ги споделуваме идеалите на новото време. Таа Европа и тој свет, драги пријатели, да биде против неофашизмот и екстремниот популизам, против ксенофобијата, расизмот, верската нетолеранција и другите насилства, против војните, хегемонистичките наметнувања, тероризмот во неговите облици, опасноста да ја замениме со реафирмирање на начелата на Обединетите нации, човековите права, правото и правдата во светот. Почитувана госпоѓо Брнс, амбасадор на нашиот сојузник во војната, но и близок пријател во современите светски движења. Овој спомен на срушениот воен бомбардер Б-24 овде во Вратница, Република Северна Македонија, нека биде потсетување на нашето сојузништво и заедничките планови за мир, слобода и соработка. Авионот со име Наша љубов, Our Love, представува порака и во идните генерации за мир и вечно пријателство. Почитувани присутни, нека ни е честит 9 мај.